Замисли се отрем се. Има парчиња нешто. Нека иде живот. Сега луѓе иде повраќање. Водава е повкусна од се што пробав да сега. Ја не мог. Ваков чипс ние немаме дефинитивно на нашава држава друг. Немаш. Ој, поинаку из. Нема теоретски шанс. Здраво на сите, добро дојавте во моето ново видео. По многу месеци богами се враќаме со ново оценување пробување на храна, овој пат од Кореја и работи купени од Македонија. Ова не е никаква реклама, али постои К-шоп во Македонија. Решив да појдам и да изнакупам буквално се што имаат. И сега кога се размислам, се надам дека нема ни да дојдат како некаква антиреклама ако нешто не ми се свига, затоа што некои работи ми изгледаат баш сомнително, ко мислам дека некои од овие сокови со вкус на грашок и такви некои чудни комбинации. Така што ако нешто кажам дека е одвратно, тоа е само мој личен вкус. Океј? Океј. Искрено, јас овие кеси би ги ставил позади. Сакам прво да ги пробам работиве што ми стоја во фрижидер, затоа што мислам дека така ќе бидат повкусни, дур се вакви, затоа што овие се мочи. Знаете луѓе што е мочи? Похован сладолед, туку не е похован, туку е не знам шо, али е ко топка сладолед у рака, ко мека сладолед, ко не знам шо. Не знам ја како да го опишам нормално, ама овие три се мочи, ова друго е нешто друго. Со кое прво да пробам? Ај ќе одам прво со тоа што мислам дека е најдобро. Еве како изгледа пакувањето. Се читали? 2730 денари. Дајфику мочи сусам и црвен граф. Дајфику мочи од костен, дајфику мочи со црвен граф. Ете, значи овие се, сите мочи се по 160 денари. Каква е текстурата? Многу е некако джигли. Зашо не се одлепува? Луѓе залепено, знаете колку се лепи? Не може да го одлепи човек. И многу е тешко. Добре, човек. Што слично имам вако јадено? Многу малку имаш... Луѓе, дали секоја мочи има внатре сладолед или не? Ја цело го јадов. Не можам луѓе никако да се сетам на што ми има вкус. На кој е наше благо. Шо Стефана ти дојде ова е тоа од костен? Леле, првото ја стварно го избрав да е најдоброто. Сега ми се врати вкусот у глава дека ова е костен уствари. Ова е од костен, ова е добро луѓе. Оцена 8 ќе му дадам, солидно. Ако сакате многу костени може да ви биде и 10 искрено. Сега ова ме плаши. Ова претпоставам дека ќе биде грашок, има на сликата грашок, а ова ќе биде црвен граф, претпоставам. Грашок или црвен граф? Грашок. Ова не има такво пластично внатре, иначе еве пакувањето како изгледа. Откако веќе го скинав. И еве како изгледа ова внатре. Јој, прав шекер ли ова? Ќе направам лом тука. Што е ова бе човек? Ау. Ова не е грашок. Или е ужас. Луѓе, кој јадам некако благо желе помешано со некаков си е грашок најверојатно. Ова најверојатно е ова грашокот. Али толку ми има оцена за ова тројка. Не е толку гадно за да му давам подоле, али не би го јадел пак никако. Ева како изгледа ова. Јој, што се овие како топчиња? Ау, текстурата на ова е најлошо. Ау, видиш. Зашо таква текстурата? Ау, кој ми се навраќа чувство на одведено со сушите кога јадев жива риба, али сигурно нема никаква врска. Ова е гравот. Колку има некако тежок вкус ова. Ау. Понекоја буја. Не верувам дека има луѓе што би го јаделе ова. Ама не ја. Оцена 1 за ова. Оцена 1.
Не знам дали имате пробано мочи, али нака убаво овошно мочи. Кај нас памтам дека ги имаше во стокомак, значи имаше со вкусна ванила, имаше со вкусна фстак. Толку се добри тие мочиња, ми се мене 10 од 10. Не знам дали ги има уште. Тркнете у вашиот локален стокомак. Предобри се тие мочи што само таму јам видено да има мочи кај нас. Ако има друго место, луѓе, кажете ми, ве молам. Не знам дали мочи подразбира дека мора внатре да има сладолед, затоа што ова последниве две сладолед мислам дека немаа воопшто, а првото мислам дека имаше многу мал слој внатре. Не знам. Следно нешто што имам се вика топоки и искрено што е топоки не знам. Изгледа исто како мочи, само помало. Пак пишува мочи. Мочи 150 грама пута 4 210 денари ова. Изгледа ова. Па сепак се мочи изгледа. Гледате, молам нека бират барем убави мочи. Еве како изгледаат натре. Мириса на живо тесто. Кога мајка ќе стави некое тесто да стасува и цела куќа мириса на тоа. Тоа е мирисот на ова. Се надам дека ова не е живо тесто. Сега кога да пробав тесто. Имате лижнато сите тесто, брашно, нели? Мора сите да имате некако исто ко брашно ова да е. Замисли да е. Замисли се отрем сега. Оу. Што е вкусот на ова? Како ќе внатре? Не можам да знам дали там внатре сладолед, некаде е сладолед. Кој не што е? Нема вкусно ништо. Ужас, значи. Мислам 4 оцена ова. Не е ужас, ама човек не осеќам ништо конкретно и не ми е вкусно. Само благост осеќам, знаете, онака само благо. Океј. Сега следно ова е. Сега знам дека кога пробам вакви работи, вие ми давате една многу добра идеја, а тоа е да земам онакви... Чекај, по ствари ќе можам, зашто не можам? За овие сега земав да сипувам во чаша, за да видите бојата каква е свеа, да видам и ја. Кое што е, луѓе, не знам. Сок и кај е последниот сок? Леден чај. Леден чај од билки. Сок од грозија и кокос. Тоа е ова. Сок со ориз и сок со круша. Епа крушата е ова. Значи круша, грозија, кокос, ориз. Епа ова е валја оризот, а ова е валја леден чај со билки. Искрено најдобро до сега ми звучи крушата. Чекај, не ви ја покажав усвари. Стварно се надам дека ќе има добар вкус. Мирисот ветува искрено. Сега не треба да ставам многу, за да не станувам 100 пати. За ако не ми се свига да можам да го исторам. Те молам, биде добро. Крушата се осеќа јако, али проблемот што го имам со ова е што е како кога е сок за растварање што не е растворен. Ми е премногу благо и сега онака афтер тестот, знаете колку ми е сакам одма вода да се напијам. И има нешто млитаво во него. Оцена за ова 4. Идеме грозија и кокос. Грозија и кокос комбинација, мислам дека уживат немам пијано нешто такво. Ми се свиѓа како некако се сладки мали лименките. Големината на лименката ми е прејака. Ко фанта што катам има вкус, мирис ова. Вода. Има парчиња нешто. Можете ли да видите? Иче не знам дали гледате. Луѓе, има мали парчиња, тоа валја кокос. Да го голтнам или не? Ќе голтнам. Нека иде живот. Идиоте, отиде ли на микрофонот? Го наква се микрофонот. Пак ми остава некаков сетап благо, ама лошо благо остава на крај афтертестот. Тоа е најлошиот дел. Друго пиеш и не е така лошо. Отпосле ми остава лошо чувство. Знаете што, нито едно од овие не беше газирано, ако тоа се прашувате. Сега ми текне и мене. А знаете какви се меки тие кокошчињата, ако се воопшто кокошчиња ко боба. Таква текстура имаат. Можам да ви покажам што е ова? Шанса нема. Оцена за ова 6. Ако ова навистина е ориз, ќе го оставам за последното овие работи. Пишува нешто сок од ориз дека е некој од нив. Иначе цена на овие грозија и кокос 140 денари, крушата 170 денари. Ледениот чај 100 денари, сок со ориз 125 денари. Ја ќе пробам сега ова, претпоставувајќи дека ова е леден чај од некакви си билки. Не. Баш личи на леден чај. Од какви билки? Од ова биваше најмногу растам, не мирисе добро. Многу тешко мирисе некако.
Ќе ми се свијале нешто во видео, луѓе. Кој некоја нане или камилица, откако ќе го оставиш 3 сати да стои. И со многу шекер. Ќе го допијам само за да не мора да станам да го истурам. За да можам да оставам и другата чаша. Чај од нане и камилица помешани заедно. Стоени 4 сати, ставен блунтав некаков си лош шекер. Некој сомнителен шекер. Оцена 5. Барем можев да го допијам. Не беше толку страшно. Сега луѓе иде повраќање. Сокот орис, леле пишува на македонски или на сите пишува на позади. Леле јас се мучам. На македонски пишува. Состав вода, шекер, слад, орис, екстракт од ѓумбир, гликоза, екстракт од цитрон. Увозник Ветил Дол, Скопје, Македонија. Потекло Кореја. Мене ми е многу страф од ова. Сокот орис. Ја не миризам ништо. Жолтеникаво. Ау. Кога ќе пијам некоја запршка. Луѓе, ја не мом. Зашо го правам ова? Се надам дека работиме позади што се чипсови и чуда ќе бидат подобри. Мари таму има сомнителни работи. Ау. Не, една голтка е доволна, мислам дека. Ќе земам уште една за да имам подобар впечаток, ама не. Ова најлошото се нешто видео. Ја не знам кој е концептот, која е идејата на ова. Кога да земеш некој си орис, да го гмечиш, некако да пушти сок, да му додржиш таму некакви си екстракти од чоа цитронот, ѓумбир. Водава е повкусна од се што пробав да сега. Оцена 1. Не е 0, само затоа што некако вкус постои. Сега од позади ќе влечам што извлечам тоа. Ова е чипс со ракчиња. Non-кшин. Брашно од тапиока. Што е тоа? Пченкарен скроп. Масло од орис, сол, шекер. Шекер од чипс. Кромит во прав, лук во прав. Ракчиња, екстракт од ракчиња, палмао масло. Засилувачи на вкус. Толку ми треба да пробам нешто добро во моментот. Не сум многу фан на морска храна, на ракчиња на такви работи, така да за тоа ова очекувам да ме е лошо. Не можам да проценам убаво од мирис. Ау, доаѓа и друг вкус, Имам ли јас пробано убаво ракчиња во животот? Ова е добро. Мислам, не е добро да се воодушевиш кон неколку, ама не го ерам со сила и ми е многу интересен вкус и чуден. Оваков чипс ние немаме дефинитивно на нашава држава друг. Нема ништо слично. 8. 8, највисока оцена до сега. Браво. Цени да ви кажувам ли, чипсот со вкус на ракчиња е 155 денари. Ова е зачинети морски алги. Луѓе, се јадат ли морски алги? Јадливо ли е? Состав суви алги, масло од пченка, сусамово масло, екстракт од билки, маслиново масло. Аха, да ги јадеш како снекс на страна на некој друго јадење. 120 денари внатре да ви има 2. Луѓе, како вкус имат алги? Имате ли јадено алги? Што да очекувам, не знам. Немаш шанси. Нема теоретски шанси. Луѓе, ова да го јадам. Колку е тенко овој лист? Можете ли да го доживеете ова? Колку е тенко? Се доловува ли? Ко кеса да јадам. Ау се топи уста. 5 линакси после видео. 5 линакси ќе ми требаат. Не знам како да го опишам. Јадам трева, малце така посоленка, измешанка, испржена најмногу што може, алги.
Двојка оцена. Изгледаш сладко само ако не си. Канчо. Некакви си колачи вајда. Канчо чоко бисквит, колачи канчо 42 грама 80 денари. Како се отвара чудно ова, вид. Вак. Повеќе се изгледа мали внатре, во ова. О, сите се такви мали. Имаат и нешто на кој нацртано на нив. Ке се фокусирали ова. И вајда ко бисквита од надвор, ќе потече вајда чоколада од натре. Пробам да ви покажам. О, не е течен чоколада како што очекував. Искрено добри си. Добра чоколада. Оцена 8,5. Добро е. Се враќа надежта во ова видео, луѓе. Што е пример ова? Зашо ова нема македонски текст? Сагианг, помош. Единствен англиски збор е премиум quality. Шо ми значи премиум quality? О, луѓе, ова се готви, бе. Не можем ова да го јадам сега. Викав за фраинг. Има слики. Како да го правиш тој фраинг? Фраинг вика put chips in oil, да го ставиш чипсот во масло на температура од 170 до 190 степени, да го извадиш брзо откако чипсот ќе добие светло жолта боја и кога ќе се зголема. 3 начини дава да ги припремиш. Еден начин е тоа, да ги ставиш у тавче на зејтин. Втор начин е да ги ставиш во микровална. Викам микровирај ги, збор ли е тоа, на 600 до 1000 вати, 40 до 60 секунди. И последната припрема е нешто со супа и вика да ставиш 100 грама чипс во 400 мл на вода што врие. Да го оставиш така во таквото 3 до 5 минути. Ова нема да го пробам, може би отпосле би ви снимил TikTok story, видео, нешто кратко како имам вкус, зашто ќе морам да го пробам ова дома. Во студио немам ништо како би го пробал ова, така да ова останува за друг пат. Не, ова не може, ова можеби ќе ни биде првата десетка во ова видео. Onion. Што он пишува onion, дај ми само onion. Ќе најдам ни како се викате. Лут чип со кромит. Чип со вкусна похован кромит, лут 50 грама, 115 денари, ако е тоа. Сите иначе пакувања се многу тешки за отварање. Како? Изгледа воопшто не им се отвара така пакување, туку треба да го направиш ова. За сите. Вака се отвара одма. Презачината некако има вкус. Ова мирис. Многу тврди. Запорев дека се лути. Знаете што не ми се свига, што имам премногу силен вкус на кетчап. Кога да земеш чипс и да онака да го бутнеш целиот во кетчап и да апнеш. И тој кетчап да е многу лут. Ali ја луто обожавам. Дефинитивно не е најдоброто нешто во видеото, ама може да иде нека 8 искрено. Ако тоа беше луто, ова изгледа многу полуто од сликава. Некако сликава изгледа многу полуто. Вистина. Чипс со ракчиња, пак ли? Сега више не знам кој чипс е кој. Ова го отвори вака. Внатре овие изгледаат вака. Тврдо? Не осеќам луто тука. Се уште. И не осеќам вкус. Тие првите со ракчиња има многу поише вкус на ракчиња, ова нема вкус на ништо. Знаеш што, има многу поише вкус на ракчиња, кога само тоа од надвор некако да е облијано со ракчиња, кога го џвагаш нема долго вкус, ако ќе лижнеш онака да лижеш без да гризаш и да џвагаш, тоаш го добиеш вкус на ракчиња и не ми се свиѓа искрено. Овие не баш. Четворка ова. Овие луѓе работи исто така, ќе ви ги кажам најверојатно отпосле. Ова е не знам дали некако сос за паста или што. Овие ми ги дадоа на каса откако ја направи сметкава. Не знам дали тоа ги следува сите или ме почастија мене дека направи сметка од 50 евра. Том юм паста, луто кисела супа. И ова останува отпосле да пробам па да ви кажам. Би снимал можеби некој кратко видео со тоа, некој TikTok нешто такво. Ова е најсладкото пакување до сега. Предпоставам некои гумени бомбони. Бомбони со јагода. Ај нека бидат гумени, нигде не прочитав збор гумени. Сите се посебно пакувани внатре вака. Секо гумени сепак. Бомбона или мастика? Ако кики бомбона. Така да треба да извекаш убаво па да готнеш. Добро е. Колку благи беа некои други работи, ова е немалку благо, а е убаво. Баш убава некој вкус на јагода. Не е толку нападен, не е толку благ. Баш кога ги јадеш оние воздушни перничиња, маршмелоусти и такви. 9. Сега кога го кажам тоа на глас, ова е можеби највисоката оцена сега. Ако дали ова е нешто што не смеам да го јадам сега? Што е ова, луѓе? Паста од црвен пипер. Се приготвува ли?
И ова ќе го оставам за друго видео. Ќе остане оваа паста, не знам каква, не знам дали се приготвува или не, ќе да отварам сега. Во ова има само уште други алги. Други алги. Ја не знам дали овие алги би имале друг вкус. Исто е. Дали изгледаше исто пакувањето? Па не се исти, човек. Али баш е тоа пак. Еве ги, јас ќе земам малце само. Позачинети се овие. Позачинете ова боле. Не знам што и дав на таа алга оцена, но би му дали тројка. Се уште ми е језиво да го јадам. Море добро, гледате уште зимам. А пак тоа автор тици кој ќе мамне тоа морско тичне го сакам ја. Ама уште колку работи имам. Едно, две, уште две работи. Благи се, не се благи. Ај прво со благот. Што е ова? Чоко сонги бискит, 125 денари. Ово па ќе бидат исти како тие бе. Исто ли се отвараат? Да. Исти како тие. Се надам дека ќе има малце поинако вкус барем. Ој, поинако буквално изгледа како на сликата. Глед. Чоколадот тука многу помалце ми се свиќа од другото. Не. Ни блиску до другото. Ова е оцена 5. И последното нешто да ме утепаш, ја не знам што е, леле seaweed taste пишува дека е ова. Seaweed е алга. Ако има таков вкус нема биде добро. Горе баб крекери со вкус на алги. Пригледи, овие се отвараат вака. Крекери со вкус на алги, човек. Како изгледаат? Покажете се. Рипчиња. Они се рипчиња. Само знаете колку се меки, вака го стиснам ќе пукне цело. Пукна, бога ми. Натре е шупливо, ако е така како надуван го малце. А во цело животинско царство ова е нешто друго. Форма на различни животни е. Што е ова? Нека друга риба. Добар е вкусот, искрено. Лично е како алгите. Мора све се некои риби. Ова е добро. Многу е јако зачинето. Тука можеби е најјак зачинот до сега. И тука имате некоја игра како бинго, што е ова? Луѓе и ова кида 9 како ништо. Немаме победник, немаме 10, ама дори можам да му даме пренос и ова да биде победникот. Ко 9 типол ми е, човек. Може да е 9 типол слободно. Ја ќе го издарам до после цело. Ева, ако сакате да го запамтите. Ева го. Тоа е тоа, луѓе, корејска храна. Мислам дека претходно имам снимано и друго видео одамна. Ако имам, се гледа тука. Ќе го ставам баш на крај на видеото за стискање тоа видео, ако сакате да го видите и тоа. Дали вие имате пробано нешто од K-Shop, дали имате пробано нешто што јас не пробав, дали имате пробано од овие работи нешто ми кажете повеќе и дали можеби сакате да го правам пак со некои други работи, можеби ако имаат уште. Гледам дали снима тоа, предолго снимам, кој знае колку ќе биде долго видео. Сакате ли долги видеа да гледате? И тоа е информација што сакам да знам. Ако ви се свиѓаше ова и сакате уште вакви видеа, ставете лайк, ставете subscribe за да не ги пропуштите тие видеа и ние се гледаме следното. Чао!